Година дена имавме активна кампања за обединување на опозицијата. Видите, во политиката некои работи не одат преку ноќ. Мора чекор по чекор. Има работи кои се викаат национален интерес, државен интерес, па после тоа партиски и личен. Сега кога ќе почнеме да се однесуваме така, практично, а не само да говориме така, за граѓаните, за дел од граѓаните, тоа е невообичаено. И ја не ги обвинувам пред граѓаните. На толку изневерување на 30 години и да има хејт, ги разбирам. Значи, таа широка опозициона платформа беше наш проект. ВМРО, како носечка политичка партија во опозицијата, ги прифати аргументите во таа смисла и започна да действува и да разговараме за формирање на таа платформа. За жал, две политички партии одбија, тоаш не беше политичка партија Знам на Максим Димитриевски и Левица на Апасиев, они одбија да се направи таа комплетно обединување на опозицијата или во најголем дел, а имаат директен интерес. Они ќе имаат повеќе пратеници така, околу што ќе имаат сега со задржателен збор, со завршување на овие избори парламентарни кои тек доаѓаат. Не уште не е започната кампањата за нив. И едноставно обединувањето на опозицијата има за цел детронизирање на ДУИ од власта. Секој оној кој е против обединување на опозицијата е за ДУИ. Бидејќи само на ДУИ му одговара да нема обединување на опозицијата. И ние тоа го истакнавме како приоритет пред нашиот интерес. Системско уништување на институциите. На мене не ми смета ако стане еден министер албанец, етнички министер на некој министерство. На мене ми смета неговото поведение после тоа и начинот на кој он се обидува од тоа министерство да создаде една карикатура од министерство, веќе да не е институција тоа. Партизацијата, вината за партизацијата е на сите партии. Не можеме да амнестираме ни една партија до сега. Јас често викам владата на ДУИ и на СДСМ измеќарите. Че не го амнестираме СДСМ воопшто. Меѓутоа, во оваа кампања имам чувство дека главниот предизвик за македонски концепт е борбата со она што го промовираше ДУИ како компонента или како платформа на кандидатот Бујар Османи, околку она што го промовираше Стево Пендаровски и СДСМ. За прв пат во историјата на македонскиот плурализам и претходно се случува теизација на политиката. Тој верски радикализам на кој ние говориме времења, го гледаме на површина. Како исламска коалиција, така? Да, значи лидерот на ДУИ повика на обединување на муслиманите зад Бујар Османи. Што е катастрофална политика, тоа е катастрофална злоупотреба, тоа е де факто и тероризам. Употреба на религијата во политички цели за мене е тероризам. И ние сме го напаѓале таквото поведение и кај православци. Да не го спомнувам името, ми е непријатно на еден бандит кој уби дете, кој се обиде религијата да употреби за правење партија. Истото поведение е кај Али Ахмети. Он отворено кажува дека создава исламистичка коалиција. И тоа е директно антиевропско поведение. Каков е тој европски блок, а создаден на база на верски радикализам. Каков е тој европски блок? Тоа нема врска со Европа и со Европска унија. Ние со ДУИ сме се подалеку и подалеку од Европска унија. Со Бујар Османи сме се подалеку и подалеку. Тој беше министер за надворешни работи години. Ние не се доближивме до ЕУ последниве години, се оддалечивме од ЕУ. Комплетна злоупотреба на тие звездите на ЕУ. Срамотно. И сега ние за која ЕУ говориме? Кога нашето поведение е тотално антиевропско. Кога имаме европски блок кој се организира донекли на етнички шовинизам, ДУИ е позната партија, нели, на албански етнички шовинизам организирана, и сега прават некако како апдейт, како надграва прават на нивниот шовинизам, го залија сега со верски радикализам. Тоа е крајно поведение неприфатливо за Европска унија. Ние во моментов имаме една состојба на непрефатливост. Имаме Бадентер, кој важи за сите, освен за македонците. Вие не можете да одлучувате за албански етнички прашања кои ги задираат албанската култура и етнос, без да се согласат мнозинство албанци.
или другите етнички заедници. Но за македонците можете. Може Бујар Османи да си дозволи да напише формулација за македонски јазик, без да не праша мнозинството македонци етнички, и за нашиот мајчин јазик да испрати формулација во Европска унија, со која апсолутно не се согласуваме, која е апсолутна навреда за нас етничките македонци. Со граѓанскиот устав ние нудиме надградба на Бадинтеровото мнозинство. Ќе важи за сите, вклучително и за македонците. Како за сите, така и за македонците. Равноправност на сите граѓани. Тоа значи дека за да се напише на формулација за македонскиот јазик, тоа мора да пројде низ парламент, низ Бадентерова комисија, да се согласа со тоа мнозинство етнички македонци во парламентот, и тоа може да пројде како такво. Без тоа не може. И не сметаме дека треба да продолжиме да се развива државата со етнички трла. Не сметаме дека треба да има бугари во устав. Ниту Значи да има граѓани во устав. Треба да се биде државата на македонските граѓани и се затвара прашањето. Дали со тоа ќе се нарушат малцинските права? Не, напротив, добиваме целосна равноправност на сите граѓани. Да, но Нема малцински права, имаме индивидуални граѓански права. Во моментов ние македонците немаме култура. Во моментов имаме трагикомедија во земјава. Ете резултатот сега самовладењето. Имаме албански театар, имаме турски театар, немаме македонски театар во Македонија. има македонски народен Нема, театар. не го тргна името. Имаме национален театар. Како вето национален театар? Во тој национален театар може да има и албанци, и турци, и роми и све, а во албанскиот само албанци, во турскиот само турци. На што личи тоа? На што личи тоа? Или ќе направиме театар на македонците, театар на албанците, ако веќе одиме на ќе имаме еден етнички, театар за или сите. ќе имаме национален театар за целата нација, во кој ќе се има и албански представи, и македонски представи, тоа е граѓанскиот концепт, тоа е граѓанскиот устав. Нема да има албански театар, нема да има турски театар, него ќе имаме театар. Ќе имаме професионален театар, ќе имаме национален театар кој ќе биде за сите граѓани. Ја можеби сакам да следам и некоја и албанска представа. Не мора да следам само македонска представа. Пример, имаме танец. Играорно друштво. Во него може да играат албанци, но не може македонци да играат во тоа што направи албанците паралелен танец. Не го направи албански енсамбл. И како тоа албанците да имаат ексклузивитет на етникус, на етничко трво, а македонците да немаме. Значи во случајов имаме апархид во земјата. Албанците наметнале, малцинството наметнало власт и волја врз мнозинството. Класичен апархид. Јужна Африка пред 100 години. Те ви кажав како ги решаваме, они се стануваат македонски граѓани. Ама сега се македонски граѓани, но они сакаат да се инкорпорираат во македонскиот устав како дел од бугарската нација, а не како дел од македонската нација. Ме разбирате, пошто ние во овој устав не внесуваме македонци и не викаме ние Македонија е на граѓаните, така пише се уставот баш на северна. Баш сега сме северџани, а со граѓански устав ќе бидеме македонските граѓани. Не вика делови од македонскиот народ, албанскиот, турскиот, не може така. Тоа е формулација која не е прифатлива во современите устави и терминологија. Народ има демос и етнос. Ние можеме да прифатиме во нормативниот дел доле во уставот, ако сакаме да предвидиме некои правила, механизми за меѓуетнички баланс во земјата, кој ќе важи за сите, вклучително и за бугарски етнос во Македонија, докато има етнички бугари во Македонија. Ама како етнос во Македонија, а не како дел од бугарската нација. Бидејќи крајната цел на Бугарија е сите македонци со бугарско државјанство да ги представи како бугари во Македонија. Пошто според нивниот устав, бугарин е државјанин на Бугарија, а не етнос. Кај нив и ромите и турците се бугари. Да. Не разбирате? И ние имаме сериозен проблем со меѓународно право во францускиот предлог. Ете тоа го решаваме со граѓанскиот устав. И останува во преамбулата македонски народ. Историјатот на формирање на државноста. Зашто оваа држава сепак е матична држава на етничките македонци. Ние друга држава матична немаме. Сите други етноси имаат, ние немаме. Турците имаат Турција, албанците Албанија, србите Србија, бугарите Бугарија и така натака. Ние немаме. И историјатот на создавање на државата си останува, дури се враќаат назад актите на Аснум, во полнота. Тоа заев знаете дека под бугарски натиск ги тргна
со бугарскиот договор, со промената на уставот за време на преспанскиот договор. Ние само тоа не го гледам. Се сите етноси има право да користат етнички знамења, а македонското знаме што сакаат македонците за етничко се брусеше. Нели е малце трагикомедија сме. Немаме македонски театар, немаме македонски ексклузивитет на ништо, немаме право да ставиме епитет македонски во Македонија, македонците немаат право на етничко знаме, а сите други етнички заедници имаат право на етнички знамења. Властите имаат етничко знаме, ромите имаат етничко знаме, бошњаците, србите, албанците, турците, само македонците не смееме. На што личи тоа? Значи,